Здраво дечки, јас сум Криптостеф и добро дојдовте во моето видео во кое ќе збориме малку за мотивите и за зошто ја правам таа едукација за школа која има бесплатни ресурси на интернет. Значи, првото нешто што треба да разберете за мене, јас сум многу несебичен човек и сакам да помагам на луѓето. Ако можам да одвојам еден час по неделата за да помогнам за да научат некоја основна работа, зошто да не? Значи, целта на групата е да ви давам ресурси и да научите сами. Значи, ако ви речам да научите нешто, да седнете и да учите. Значи, можете да посветите барем пола сат до 1 сат секој ден, дали да гледате видеа, дали да седнете и да читате на Baby Pips. И можам да ви посочам што сакате, дали сакате видеа, дали сакате ресурси, книги и т.н. Значи, без едукација никаде не идете кај мене. Значи, не можам јас се да ви соджвакам во тие еден час што ќе ви ги понудам како еден начин за да ви вратам за целото време што мислам дека е доволно за да ви се објаснат некои работи во тргувањето. Значи, првото нешто што ме прашувате е колку пари се потребни за да почнам со тргување. Значи, основното правило во тргување е не инвестирај многу колку што си спремен да загубиш. Значи, тргувањето е како да идете во казино и ако со тие 100 евра што ги имате и се вратите назад со 100 евра, вие сте поуспешни од сите други што се во казиното. Колку од казиното, значи, влагаат и не искачат без пари. Значи, вие треба да правите тоа што тие 5% прават у казиното, а другите 95% не прават. Тоа е поентата на тргувањето. Поентата е да бидете ајкула во езеро на пирани. Значи, имате многу луѓе што се влезени во ова со многу пари. Значи, ве можете да видите дека дневнес имало 2,5 билиони долари тргување со биткоин. Значи, од тие има китови, има луѓе што се обични трговци што купуваат на маркет и има луѓе што едноставно го седат и чекаат шанси кога ќе падне или кога ќе се крене да продадат или да купат. Значи, ваша шанса за да видите трейдери е да ги препознаете тие такви можности. Значи, во која стратегија да користите, секој си има предност, секој си има негативност. Имате TradingView да ја бектестирате, има и канали каде што можете да правите бектест и т.н. Работата се зависи до вас. Значи, за наједноставно за да бидете успешни трейдери, прво треба да го погледнете она видео како да бидам успешен трейдер. Го има во плейлистата Вовед во тргување. Втората работа е да размислувате аналитички. Значи, да размислувате како да го победите казиното. Значи, вие влагате у казино и статистиката кажа дека вие не може да победите. Но има 5% шанса да го победите. Од тие 5% тие знаат како да го интерпретираат пазарот. Значи, ако вие не го знаете тоа и ако немате аналитички способности, не се пријавувајте. Другата работа. Значи, кога ќе тргувањето не е get rich quick scheme, каде што брзо се прават пари, да, вие можете да правите пари вака ако ги гледате свеките. Но кога го правите тоа во real time, ви треба милисекунда, значи да размислувате што како правите. Ако не знаете што правите, џабе си го трошите времето. Подобро купете кога ќе падне драстично и ходлајте. Нема подобра стратегија тоа. И исто така, нормално и да направите некоја просечна цена. Значи, ако имате 1000 евра, не мора веднаш да ги дадете 1000 евра, може кога ќе паѓа маркетот полека и да влагате. Тоа мислам дека најдобро прави сенс за луѓето што немаат многу време. Значи, не е ова да ви кажам дека не е доходовна професија, но за да почнете, за да имате живот, мора да имате барем 25.000 евра. Но за да ги
имате тие 25.000 евра или да ги даде некого, ако вие немате добар ризик менеджмент, веднаш ќе ги изгубите. Затоа викам, почнете со некоја мала основа, почнете демо акаунт, значи се додека не ги научите, почнете да се едуцирате. Едукацијата е најважна работа. Вие не можете да бидете оператор или хирург во салата ако не знаете основата. Значи основата во тргувањето вие ризик менеджмент, ценовни линии, ценовна поддршка и отпор и тоа е. Друго нема нешто во после тоа можете да дадете индикаторите нито. Значи нема други работи што едноставно што мислите дека функционира, затоа што во пазарот функционира тоа што другите веруваат дека функционира. Ако луѓето веруваат дека сега цената 57.500, тие ќе купуваат. Исто тоа функционира. Значи вие како трейдери вашата задача е да купите ниско, да продадете високо. Тоа ако ви влезе во глава и нормално да најдете неефикасност во маркетот, ќе бидете успешни трейдери. Затоа ви одговарам, ако не мислите дека не можете тоа да го правите, слободно не морате да инвестирате во оваа авантура. Не е оваа авантура за секој. Тоа е се што сакав да кажем. Поздрав!